Добар ден. Неделата што изминува ја обележаа две големи смотри на возила. На најголемиот пазар за моторни возила од огромно значење е саемот на автомобилите во Шангај. Иако е мека за домашните производители, за жал, како и секоја година, отсуствуваат материјали за кинеските марки. Тоа не е случај со другата автомобилска смотра. Секој април Њујорк ги собира производителите чии остварувања треба да ги освојат американците. Сепак ќе стартуваме со вестите, па дури потоа ќе ги емитуваме рапортите од споменатите саеми. После европската, Jaguar I-Pace се закити и со светската титула за автомобил на 2019 година. Со својот баланс на перформанса и рафинираност и практичност, тој просто ја сомеле конкуренцијата, бидејќи 86 членото жири му додели уште две признанија за дизајн и екологија. Титулата за луксузен автомобил на годината ја освои Audi A7, додека McLaren 720S најмногу го импресионираше меѓународното жири со своите перформанси. Славеше и Сузуки, кој со малиот Jimny ја однесе победата во класата урбани автомобили. Ова е втор пат во 15 годишната историја на светскиот избор на автомобил на годината еден производител да освои 3 титули. Тоа досега му успеа само на Мерцедес во 2015 година, но со 3 различни модели. Традиционално во Соединетите Американски држави во време на Великден се одржува викендот во организација на Jeep. Во неговите рамки дефилираат сите модели од лепезата на производителот, па дури и оние кои се темелно сменети од страна на собствениците. Дружењето и забавата се на прво место проследени со дефилирање на посебно доработени примероци на теренската марка. Лансирањето на првиот пикап после 26 години пауза беше предизвик за Jeep, кој сите 6 концепти подготвени за великденскиот Истер Сафари настан ги базираше на Гладиатор. Забавувајќи ги присутните на 9-дневниот сенароден пикник на љубителите на марката, секој на свој начин, тие уште еднаш по кој знае кој пат докажаа дека креативноста на дизајнерите не признава граници, а тие најдалеку отидоа со полувоената М715 изведба, која со својот ретро изглед ги доловува 70-тите години. На неа пак се друго е модерно, вклучувајќи го и 6,2-литарскиот компресорски Hellcat V8 мотор, кој произведува 707 коњски сили. Функционалноста му е подобрена со унапредената шасија со целосно ново ослонување, а класичните елементи од каросеријата заменети со парчиња направени од карбон. Задниот товарен дел е од алуминиум, покривот од цврсто платно, а светлата целосно изведени во LED технологија. Внатре седиштата се без наслони за глава, а инструмент таблата е обложена со панели од алуминиумска легура. Атрактивен е и концептот Gladiator Gravity, за кој Jeep тврди дека целосно е направен со Mopar компоненти кои веќе се достапни на пазарот. Кои се тие најдобро илустрира видеоснимката од него, но сепак треба да се потенцираат замената за вратите од цвиткани цевки, надградбата на товарниот простор и мноштвото други стилски и практични додатоци. За целокупноста на впечатокот ослонувањето му е подигнато, тркалата поголеми, а внатрешноста дополнително облагородена. Дизајнерите на Jeep слично имаат пристапено и при креирањето на JT Scrambler и Flatbill, кои на прв поглед скоро и да не се разликуваат од стандардниот Гладиатор. Затоа е и сосема јасна намерата дека тие треба да ги покажат можностите за неговата персонализација. Малку подалеку во тоа имаат отидено со концептот Way Out, кој над товарниот дел има надградба на која може да се монтира шатор за кампување. Се одвојува од стандардната понуда и со двата дополнителни резервоари за гориво и високо извлечениот всисник за воздух за моторот, кои треба да покажат дека е подготвен за совладување на долги и непредвидливи теренски рути.
Највидливо отстапување од серискиот модел има концептот J6, кој во основа е гладиатор со единачна кабина. Заради тоа, товарниот дел му е подолг за 30 на сантиметри, а пократкото меѓуоскено расстојание му обезбедува значително подобрени теренски способности. Во тој поглед се и додатоците на каросеријата, чиј изглед ја следи концепцијата на моделите од 70-тите години. За погон, како и кај сите други концепти, освен М715, е задолжен стандардниот 3,6 литерски мотор од Гладиатор. Иако е најавено дека тој до година ќе биде опремуван со 3 литерски дизел, инженерите од Jeep не го вградија ниту во една своја креација наменета за годинешниот великденски собир на љубителите на марката. Со него купувачите ќе можат да се запознаваат летово, кога Гладиатор премиерно ќе пристигне на европско тло. За овој пикап треба да се споменат уште два интересни податока. Првиот е дека како серијски модел се појавува цели 14 години после концептот, а вториот дека иницијалната серија од 4190 примероци, која чини $60,000, што е скоро двојно повеќе од основниот модел, се распродаде за помалку од 24 часа. Кина е можеби најважен пазар за сите марки. Огромната популација и се поголемата куповна моќ се магнет кој ги привлекува сите оние кои имаат сериозни амбиции. Салонот на автомобили во Шангај има огромен потенцијал, но никако не може да ја разбереме тактиката да не се споделуваат кинеските новитети. Остануваме скратени за моделите што доаѓаат од кинеските производствени кали, па ќе можеме да споделиме само мал дел од новостите. Кина е голем пазар, а Volkswagen голем играч на него. Затоа и годинава на теренот истрча со бројна екипа составена најмногу од спортско корисни возила. Ги имаше дури 5 нови, од кои 4 се наменети само за домашниот пазар. Нивната задача ќе биде до крајот на идната година да го удвојат учеството на ваквите возила на 40%. Не беа заборавени ниту класичните модели, предводени од новиот Сагитар. Тој е продолжена верзија на Jetta и ќе биде задолжен за зачувување на долгостекнатиот имидж. За зголемување на преходите пак ќе се погрижи новата марка токму со тоа име. Незината гама ќе се состои од ценовно прифатливи модели, еден седан и два кросовера. Најинтересен меѓу нив е Jetta VS5, кој всушност е ребрендирана верзија на Seat Ateca. Дизајниран е во Волфсбург, а ќе се нуди со цена кој ќе биде за неколку илјади долари пониска од сродниот модел со знакот на Volkswagen. Истите ознаки ексклузивно ќе бидат резервирани за електричниот кросовер ID Rooms, кој на пазарот ќе се појави во 2021 година. Ќе биде пласиран најпрво во Кина, а потоа и низ целиот свет. Поголем е од Touareg и има 3 реда седишта. Дизајнот со своите јасни и хомогени линии му е воздржано футуристички, што укажува дека неговиот развој е во поодмината фаза. Спротивно на тоа, од модерната и практичната внатрешност се пристапува преку лизгачки предни и задни врати, што е решение кое е тешко дека ќе се најде кај серискиот модел. Опремен е со систем за автономно возење од 4-то ниво, што овозможува предните седишта да се заротираат према внатре за полесна комуникација меѓу патниците. Управувачот е интегриран со дигиталниот кокпит и се извлекува кон возачот кога тој ќе ја презеде контролата. Новиот ID Rooms располага со 2 електромотора, по еден за секоја оска со комбинирана моќност од 306 конски сили. Батериите му се сместени во подот и треба да обезбедат автономија од 450 км. Volkswagen групата во Кина соработува со 3 домашни компании, има 16 фабрики и продава повеќе од 4 милиони возила годишно. Плановите за идната предвидуваат таму да се пласира половина од производството на електричните модели за кои се градат 2 нови фабрики со капацитет од 600.000 возила годишно.
Компактни димензии, просторност и футуристички интериер. Така во Ауди го замислуваат автомобилот на иднината. Тие уште сметаат и дека силните за брзување и големите крајни брзини се застарени и дека вештачката интелигенција ќе ја превзеде контролата над возењето. Сето ова спакувано во малку чудна, но сепак препознатлива каросерија беше главниот новитет на марката на салонот на автомобилите во Шангај. Погонот се разбира е електричен во оваа концептна фаза со 170 конски сили кои ги задвижуваат задните тркала. Добар дел од должината од 4,3 метри отпаѓа на меѓуоскиното растојание, а ширината од 1,9 и висината од 1,5 метри обезбедуваат прилично големи димензии на кабината која нема централен тунел на средината. Во неа патниците ќе може да работат што сакаат, бидејќи способноста за автономно возење им го дозволува тоа. И првите две букви од ознаката на концептот AIME почнуваат на исто. Зад нив се крие збир поврзани иновативни технологии, односно електронски системи кои нудат нови можности за користење на автомобилот и времето поминато во него. Патниците ќе можат интерактивно да комуницираат со возилото и тоа пак со инфраструктура и целокупното обкружување. Сепак, иако е замислен првенствено за градска употреба, ангажманот на вештачката интелигенција ќе биде ограничен на автопатиштата и посебно опремени подрачја на кои возачот ќе може во целост да ја препушти контролата. Што се однесува на надворешниот изглед, AIME има различни пропорции од било кој друг модел на Ауди. Футуристичките идеи не преовладуваат, како што е вообичаено кај вакви концепти, заради што неговиот дизајн најверно би можел да се опише како алтернативен. Превисите напред и назад се кратки, аголот на хаубата и ветробранското стакло остри, а големите врати се отвораат во спротивни насоки. И покрај ова, Audi AIME сепак не изгледа како големо коцкасто комби, туку зрачи со динамичност. Неа посебно ја нагласуваат 23-инчните тркала и вешто вклопениот заден дел. Сето ова го разликува од студиите на главни конкуренти, давајќи впечаток дека е подготвен за пазарен настап, но за такво нешто од Инглштад засега нема никаква најава. Кога за прв пат во 2016-та се спомена дека Мерцедес го подготвува GLB, сите се прашуваа дали навистина на германците им треба уште еден кросовер. Но тие веднаш одговорија дека новиот модел нема да биде таков. Замислата им беше да креираат возило кое нема да ги следи трендовите, туку верно ќе го почитува наследството на легендарната G-класа. Со други зборови кажано, нема да биде помоден и урбан автомобил, туку реален предизвикувач на теренското возење. Затоа, очекувајќи дека навистина ќе биде таков, јавноста веднаш го нарече Baby G-класа, а тој ги оправда очекувањата во целост. Иако е поставен на истата компактна платформа како и GLA, од него доста се издвојува. Најмногу по робусноста која ветува издржливост во битка со тешко проводните патишта. Спротивно на ознаката GLB, всушност е поголем од GLC. Пократок е за 4 см, но не е значително повисок и има 3 реда седишта и место за 7 патници. Иако засега е концепт во однос на ова, не се очекуваат некои големи отстапувања кај сериската верзија. Таа ќе биде покажана во Франкфурт, кога точно ќе се знае и моторизацијата на идната Baby G класа. За ова прво покажување таа во себе имаше дволитарски мотор со 224 коњи и 8 степен менувач со двојна спојка. Внатрешноста во целост е изведена како и кај останатото компактно семејство на Мерцедес, од кое GLB се разликува по споменатиот трет ред седишта, што се вовлекуваат во подот на багажникот. Значајно е и тоа што тие вообичаено не се изведени како помошни, туку нудат удобно сместување за двајца патници со средна
големина. Надворешноста изобилува со мускулести облини и јасни и нагласени површини. Кратките превиси и скоро вертикално исправениот преден дел со впечатливите LED светла делуваат како јасен доказ за офроуд гените. Теренскиот карактер го нагласуваат и заштитните облоги и грубите тркала со кои беше опремен концептот. Со оглед на презасистеността од шминкерски кросовери, Мерцедес GLB можеби го покажува правецот во кој во иднина ќе ги развива теренските гами на марката. Тоа би значило враќање кон корените од пред 40 години, кои Г класата ги посади како стандард кој никогаш нема да застарее. Место со новитети, Нисан ги дочека посетителите на салонот во Шангај со деманти на вестите за кратење на производството за 15%. Но колку и да беа убедливи во тоа, сепак немањето значајни новитети само ги потврди гласините кои тие од петни жили сакаат да ги демантираат. Образот на јапонците малку го обели новиот Силфи, кој и во западните медиуми го препозна наследникот на Сентра. За разлика од овие модели кои се сосема непознати во Европа и ќе останат такви, публиката на стариот континент веќе е информирана за двата концепта со заеднички префикс. Тие пак се пофутуристички за да влијаат позитивно на менталните проблеми со кои се соочува марката, како што е прогнозата за намалување на профитот за четвртина. Дека вистината сепак е мрачна, сведочи и донацијата на компанијата за реставрирање на Нотр Дам во висина од само 100.000 евра. Додека Шангај беше тесен за сите заинтересирани изложувачи, градот што никогаш не спие тактизираше со премиерите. Рака на срце, овогодинешната смотра не беше на ниво кое се очекуваше, па затоа и камерите забележаа скромни промотивни активности. Во Њујорк новитети како и да немаше, а на подобри времења се надеваат и организаторите и посетителите. Со XXL големина и мноштво технологии, новиот Мерцедес GLS цели да стане крал во собствената класа. Конците ќе му ги замрси току-што лансираниот BMW X7, со кој ќе се бори со традиционалните вредности на марката со трикрака звезда. Заеднички ќе им бидат огромните габарити, должината од 5,2 и широчината од скоро 2 метри, а ќе се разликуваат по изгледот. Тој кај штутгартскиот модел е далеку повоздржан и дава надеж дека купувачот нема да се изгуби некаде меѓу сегашноста и алтернативната иднина. Експерименти нема ниту во внатрешноста во која собира 7 патници. За неа Мерцедес посебно истакнува дека на третиот ред седишта комотно ќе се сместат луѓе високи и 1,92 сантиметри, како да тоа е нешто битно. Доколку пак патуваат само двајца, во GLS ќе собере 2400 литри багаж. Во просторот што ќе остане ќе доминира добро познатиот дигитален кокпит поврзан на централниот дисплеј, кој како дел од MBUX системот ја користи вештачката интелигенција. Бидејќи овој ексклузивен модел е всушност S-класа меѓу теренците, стандардно ќе доаѓа со воздушно ослонување. Широм светот во понуда ќе се најде со низа бензински и дизел агрегати, засилени со блага 48 волтна хибридна верзија. За вистински хибрид засега нема ниту збор. Што се случува со Линколн, ексклузивната марка на Форд за Америка со години, да не кажеме со децении наназад, се однесува како мува без глава. Новитети не изостануваат, но тие по правило се задоцнети и промашени. Таков по се изгледа ќе биде и кросоверот Кросер, кој како наследник на сегашниот МКЦ во гамата на американскиот производител ќе го зазеде местото под навигатор и авиатор. Искрено кажано, него ништо не му фали.
фали, посебно ако се има предвид дека е направен на платформата на потполно новата Куга, која во Америка е лансирана како Ford Escape. Очекувано изгледот му е инспириран од поголемите модели, додека внатрешноста се опишува како премиум, просторна и супертивка. Од моторите се споменуваат 2.0 и 2.3 литарски турбобензинци со 250 и 280 конски сили, кои стандардно доаѓаат со 8 степена автоматика и преден погон. Дел од опремата, меѓу другото, ги сочинуваат конекцијата на интернет, квалитетниот аудио систем, седиштата со масажа, безжичното полнење на телефоните, како и вообичаените системи за помош на возачот. Продажбата на Кросер ќе започне на есен по цени кои ќе стартуваат од $34,000 па нагоре. За да ја представи верно својата премиера на салонот на автомобилите во Њујорк, Subaru таму пресели цел национален парк. Новитетот и не е така непознат, бидејќи седмата генерација на Legacy веќе беше промовирана пред неколку месеци, а сите добро знаеме дека Outback е всушност незината караванска верзија со повисок клиренс и дополнителни заштитни елементи. Но американците се палат токму на тоа, заради што Outback сочинува скоро 85% од целокупната продажба на Legacy. Затоа и не треба многу да се дискутира за него, освен дека навистина е направен да служи на целта која му е наменета. Тој во однос на Legacy нема никакви радикални измени. Ентериерот ќе добие поквалитетни материјали и нов централен екран, а јапонците најавуваат и унапредено управување и зголемен комфор во возењето. Подобрени ќе бидат опременоста и звучната изолација, а моторната палета треба да биде превземена од понудата на Legacy. Тоа значи дека Outback ќе биде на располагање со ревидираниот 2,5 литарски боксер со 182 конски сили и турбо варијантата со 2,4 литри и 260 коњи, спарени со CVT менувач и погон на сите 4 тркала. Иако Kia Motors America на салонот во Њујорк ги стави акцентот на атрактивната GTS изведба на Stinger, вниманието на публиката го привлекуваше новиот концепт Habanero. Тој веќе со своето име ја најавува новата генерација на Niro, која се очекува во 2021 година. Ако биде таква каква што беше прикажана во Њујорк, ќе се одликува со доста напредни и интересни дизајнерски решенија. Но тоа сепак нема да бидат незините силни адути, туку погонските системи на кои ќе им се приклучи автономното возење од петото ниво. За нив и за сите напредни технологии засега се зборува во предпоставено идно време. Она што не треба да се предпоставува е должината од 4,4 метри и за влакно поголемиот простор во внатрешноста. Доколку се биде како треба, серискиот модел што ќе произлезе од Kia Habanero ќе има електричен погон на сите 4 тркала. Капацитетот на батериите и автономијата не се наведуваат, но секако, додека овој модел се појави на пазарот, многу работи ќе се сменат. Hyundai одамна се однесува со респект спрема американскиот пазар и за салонот во Њујорк подготви две премиери. Позначајната за светот е спортскиот кросовер Venue, кој е помал од Kona. Има поконвенционален изглед со уникатен стајлинг со кој ќе се напаѓаат помладите купувачи во урбаните средини. За глобален настап се подготвува со мал 1-литарски турбобензинец и со 1,4 литарски дизел. На некои пазари ќе биде достапен и со поголеми бензински мотори со мануелен или вариоматски менувач. Погон на сите тркала нема да има. Hyundai наведува дека силна страна на овој кросовер ќе биде богатата опрема и големите можности за персонализација. Цената засега не се споменува, но секако ќе биде пониска од онаа на Kona. Продажбата треба да му започне до крајот на годинава.
Нешто порано на пазарот ќе пристигне новата 8 генерација на Соната. Таа сега има ниско спуштен преден дел и поизразен изглед на купе со 4 врати. Уникатност и се каскадната маска и хромираните ленти кои се спуштаат од страните на возилото со скриени дневни лед светла. Провокативен е и задниот дел, додека внатрешноста е покласично решена. Се издвојува управувачот чии пластични инсерти му даваат чуден изглед. Рачката на менувачот електронски е поврзана со него, а интересен технолошки детаљ е отклучувањето со мобилен телефон. За американскиот пазар Соната ќе биде достапна со скоро еднакво силни 1,6 и 2,5 литерски мотор и 8 степен автоматски менувач, а за до година се планирани спортска и хибридна верзија. Како и досега ќе се произведува во фабриката на Hyundai во Алабама. После 11 години развој, холандската компанија PAL-V е подготвена за производство на првиот во свет летечки автомобил Liberty. Иницијалната Pioneer Edition серија од 90 примероци ќе започне да се испорачува идната година. Оние што ќе сакаат да влезат во историјата ќе треба да издвојат $600,000 и да нарачаат уште сега. За останатите купувачи последнив редовната цена ќе биде $400,000. Холанѓаните велат дека PAL-V Liberty е возило кое е представник на новата револуција на мобилноста. Според нив, ќе дојде ден кога нема да имаме возила кои ќе може да се движат по пат, туку со нив ќе може да се лета и на било која дестинација. Токму такво возило е и Liberty, кое е настанато како комбинација на автомобил, хеликоптер и авион. Има 2 седишта и 3 тркала, а возењето со него на асфалт најмногу потсетува на моторцикл со покрив. Постигнува максимални 160 км на час и просечно троши 7,5 литри на 100 км. Трансформацијата за летање трае 5 до 10 минути. Во воздух ќе постигне 180 км на час и има домет од 500 км. За полетување му требаат 330 метри, а може да достигне височина до 3500 метри. Пионерската едиција ќе биде опремена со рачно изработени панели од јавленородни влакна и делови од лесна алуминиумска легура. Ќе се разликува од стандардната изведба и подвојните команди, електронскиот систем за летање и специјално обработениот кожен ентериер. Ви благодарам на вниманието. Следната средба е за 7 дена. Имајте убава седмица.